Ми овде во Река живееме, дена беше како закучена, живееме. немаше никој. Вака сега, ќе ви поставено прашање, ама искрено ќе ми одговорите. И ќе ве држам на збор. Голем дел од луѓето живеат многу тешко по цела Македонија. Јас ја шетам цела наша земја, никогаш не било потешко. Лелек и плаче по цела држава. Посебно па и нашинците тешко наоѓаат работа таму каде што се и тие не можат соодветно да ги помогнат своите семејства и навистина е тешко. А кога е тешко, тогаш треба да бидеме сплотени и единствени. Затоа по сите мои обраќања овие денови и заради празниците и заради новата година не одиме со лоши критики кон власт. Не е намерата тоа. Намерата е да се здружиме заедно, сите да се помогнеме колку можеме. Овдека државата воопшто не се појави. Секаде државата е главен фактор на секоја елементарна непогода. Тие не направи елементарна непогода, дека имат, меѓутоа 10 дена се големи за овој народ. Значи прво психички не уништија тотал. И што е најтрагично, тие што се од другата страна, по-загрозените, значи се имаат комплетно и наши не е проблем, може да и велебрчани, може да и разслушани било кој. Значи комплетно имаат продадено душата на џалот, те чудо нешто, значи буквално брегат во заштита за нешто што ми будувме вчера дека треба да земаме власта на градоначалникот или дека нешто бараме. Имаме како штетени луѓе дека воопшто немаме струја, немаме никаква информација. Прашувам од ними од истите, цело време собираат мишки дека не ме брска, а вчера застанати за другата страна. Што ми не дојдеме да му земеме власта на градоначалникот. А и ние требаше да имаме средба со луѓето што се избрани од народот, со советници и со градоначалник. А со последните тие може да се држат парчето леп и се заплатат и тие се да не на страна. И тие се затегнати како и ние што сме луѓе. Значи ова не било ни имаше можност. Значи кога треба да направиме нешто се споредуваме со било која држава на векот, а кога треба да за оваква работа тоа ја нема нигде државата. Значи имаме случај Мајданпек се реши во 3 дена. Се случи. Ланска година бев на посета во Италија ке децата, се враќав назад, беше Словенија крш цел. Ама премиерката си посака помош од било од сите страни, на луѓето не остави да чораи 10 дена, значи му клучија агрегати, било што си побрач. А ние буквално бе останали овдека, значи стварно срамотило се. Значи нема зборови. Народот не побара помош. Наводно вчера некоја информација после протестот, дека па никој не се јави во општина да ни побарат помош. А градоначалникот не е овде. Седниците на општина, на советот на општина ги закажува председателот на совет. Доколку не ги закаже председателот на совет, има 1/3 право од советниците да закажат седница на совет.